Гласници на надежда. Глава 16. Што е поклонување? Цар Давид ги напиша овие зборови. Поклонувај се на Бога во убавината на светоста. Но друг цар, кој беше многу години пред цар Давид, го постави ова прашање. Кој е Бог за да го послушам? Кој е Бог и што Давид мислеше кога рече: поклонувај му се на Бога во убавината на светоста? Ова ќе ни помогне да разбереме што е поклонување. Јас би рекол дека поклонување е препознавање на тоа кој е Бог. Еден човек го објасни поклонувањето како гледајќи во Бога. Но како можеш да ја имаш таа визуелна слика за Бог? Како ќе го видиш Бог? Ќе разгледаме дел од Библијата, Евангелие по Јован, 4 глава. Јован, 4 глава, од 20 до 26 стих. Нашите татковци му се поклонуваа на Бога, на оваа планина, а вие велите дека Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Исус и рече: верувај ми, жено, дека доаѓа часот кога не ќе му се поклонувате на таткото, ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим. Вие не знаете на што се поклонувате. Ние знаеме на што се поклонуваме, затоа што спасението доаѓа од јудејците. Но доаѓа час, и веќе е тука кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, затоа што таткото сака такви поклоници. Бог е дух, и тие кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Жената му одговори: знам дека ќе дојде Месија, кој се вика Христос. Кога ќе дојде тој, ќе ни објави се. Исус и рече: јас сум тој, кој зборува со тебе. Во текстот Исус зборува за поклонување. Случката започнува со жената што разговара со Исус во врска за поклонувањето. Сакам со тебе да споделам како да се поклонуваме на Бог. Нема луѓе на светот кои немаат желба да му се поклонуваат на Бога. Постојат одредени земји каде што тие се обидува да го забранат, но сепак желбата за поклонување е таму. Постојат различни методи, но луѓето низ целата земја имаат желба за поклонување. Може би се прашуваме, кој е исправниот начин за поклонување? Сигурен сум дека секој кој слушнал за Исус е пресведочен дека Исус е голем учител. Не можеш да ги читаш Евангелијата, а да не си импресиониран од начинот на кој Исус ја кажуваше вистината. Тој поучуваше како никој друг. Всушност, луѓето од неговото време кажаа: не постои човек кој зборува како него. Дури и оние кои не се согласуваа со него, мора да признаат дека тука пред нив стои некој како учител. Тој имал начин за поучување, каде што ја предел вистината. Затоа сакам да обрнете големо внимание на ова писмо во коментарите на Исус за поклонувањето. Од неговите зборови ние го наоѓаме одговорот на тоа длабоко прашање кое го имаме: како да му се поклонуваме на Бог. Одговорот е тука. Жената постави многу важно прашање. Нашите татковци му се поклонуваа на Бога на оваа планина, а вие велите дека Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Може би се прашувате зошто самартјаните инсистираат да се поклонуваат на таа планина. Дури денеска постојат самартијани кои живеат на истото место каде што оваа жена живееше. Денеска тие се поклонуваат на планината Геризим. Бог му заповеда на Мојсей да го чита законот на Израелевиот народ од планината кога влегоа во ветената земја. И самартијаните го избраа тоа место за поклонување. Подоцна еврејскиот народ го поставил својот храм во Рим, Бомбај, Мека. Местата за некои луѓе на вистина се важни. Исус рече: ја имаа сгрешено целата идеја за поклонување. Исус рече: иде часот кога не ќе му се поклонувате на таткото ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим. Со тоа, тој не кажа дека не можеш да му се поклонуваш на Бог никаде, но тој рече дека можеш да му се поклонуваш на Бог насекаде. Не станува збор за таа планина или оваа планина, или пак за било кое друго место. Важно е дека се поклонувате на таткото. Тој праша: дали знаете на кој му се поклонувате?
Кога го кажа тоа, тој одговори за многу луѓе, затоа што многу се поклонуваат во незнаење. Тие не знаеја на што се поклонуваат. Во моето изучување за религиите во светот имам заклучено дека многу луѓе се такви. Се поклонуваат во незнаење. Тоа не е критика, но едноставно треба да се покаже како што Исус и покажа на жената дека има многу во светот денеска кои се поклонуваат, но немаат идеја на што се поклонуваат. Тогаш Исус рече: ние знаеме на што се поклонуваме, затоа што спасението доаѓа од јудејците. Сега, пријателе, не можеш да ја преработиш библиската историја. Историското откровение е вака напишано: Бог ги избра синовите на Јаков и неговото поколение. Тој ги собра нив на планината Синаи пред многу години и тоа им дојде како откровение на ним. Тие ги имаа пророците. Тие беа оние на кого Бог им зборуваше. Тој зборуваше на светот преку нив. Бог избра еден народ преку кого ќе биде дадено откровението за него. Тоа се јудејците. Исус рече: спасението доаѓа од јудејците. Сега, мои пријателе, овие зборови не можат да се променат. Можеби некои луѓе би сакале да ги променат, но тие не можат да бидат променети. Бог на откровението е вистинскиот Бог. Исус рече: Бог дојде кај јудејскиот народ за спасение. Спасението доаѓа од јудејците. Па со тоа, тој одговори на прашањето: што? Тој даде трет одговор на прашањето за поклонување, кога одговори на прашањето: кога? Сите религии не се исти, мој драг пријателе. Исус го дефинира таткото во писмото. Тој рече: ти ќе му се поклонуваш на таткото. Таткото бара вистински поклоници. Бог е дух, така и ние треба да му се поклонуваме на него во дух и вистина. Физичкото е важно, но не поважно. Затоа Исус кажа: не е оваа планина, ниту тој град или пак таа планина. Ние мора да му се поклонуваме на Бог во дух и вистина. Жената му одговори: знам дека ќе дојде Месија, кој се вика Христос. Кога ќе дојде тој, ќе ни објави се. Исус и рече: јас сум тој кој зборува со тебе. Мој пријателе, јас ќе размислувам за тоа што Исус го кажа за поклонувањето и за тоа што тој е Месијата, ќе има одредено значење за тоа како да му се поклонуваме на Бог. Мора да го слушаме него, затоа што тој разбира кој е Бог. Како да се поклонуваме на Бог? Исус одговори: може да му се поклонуваме на Бог секаде, не на оваа планина или во овој град, туку каде и да сме, затоа што таму може да му се поклонуваме на Бог. Тој рече: ние знаеме зошто се поклонуваме, го имаме откровението. Спасението е од јудејците. Тој го даде одговорот на кого се поклонуваме. Тој рече: на таткото Бог. Значи сето ова е составено за нас. Слава на Господ. Дали се поклонуваш на вистинскиот Бог? Гласници на надежда.